почитувани представници на медиумите овде во Битола, почитувани граѓани, на ден пред гласањето во вториот изборен круг, од тука од Битола ја испраќам пораката до битолчани. Во недела носите историска одлука. Одлука за еднината на Битола и регионот, дали ќе продолжи напред да се развива уште повеќе или ќе се врати назад во време на режим на неизвестност. На 31 октомври изборот е многу едноставен. Помеѓу отворени, достапни и честни политичари кои му служат на народот и доаѓаат од народот, како што е нашиот кандидат во Битола Христо Кондовски. И они од другата страна многу добро познати на Битола, тимот на Никола Груевски и бранители на криминалот, и со нив никој не знае овде што може да се очекува. Изминатите 2 недели ги поминав овде во Битола. Имав многу средби со над 200 целни групи, разговарав со многу луѓе од различни сектори, од Теснавот, со граѓаните, со младите, за проблемите, за предлозите како Битола да биде уште поубав град за живење, односно како да се фокусираме на Битола. Резултатите кои досега се постигнати во изминатиот период се видливи и неспорни. Над 4,5 милиони евра инвестиции во изградба на патишта околу Битола. Во моментот владата предводена од СДСМ е силно посветена за почеток на реализација на најкрупниот и најзначаен проект кој што го детектираат битолчани на сите средби овде, а кој што во овие 30 години не е направен. А тоа е изградбата на делницата од коридорот 10 автопатот Прилеп-Битола, како ново автопатско решение. На истиот коридор со одличен прогрес веќе се гради и новиот експресен пат од Градско кон Прилеп. Затоа во оваа прилика, затоа што битолчани сметам дека треба да знаат. После 30 години во собранието се донесе закон за стратешки партнерства и инвестиции, преку кој што автопатското решение Прилеп-Битола веќе е озаконето и веќе постапката за тендерска документација, односно постапката и за проектирање и за изведба веќе е во тек. Оваа работа после 30 години Македонското собрание конечно ја заврши и ова решение, овој најкрупен проект за овој крај, за овој регион, кој што го бараат и Битола и сите, навистина започнува да станува реалност. Паралелно се инвестира и во другите области. Се реконструира водоводната мрежа, се реновира и опремува детски градинки, училишта, после 30 години се градат 2 нови градинки во Битола, се реконструираат објектите на Министерството за внатрешни работи, вклучително и на СВР Битола, после повеќе децении. Не се запостави уредувањето на Битолската чаршија, се инвестира во набавка на потребни апарати во клиничката болница, а во завршна фаза е подготовката исто така и за гасификација на Битола, како и за останатите општини, заради тоа што до крајот на годината ќе заврши целокупната владина постапка за избор на компанија која што ќе ја спроведува гасификацијата во општините, особено како тоа гасот да стаса до секое домаќинство. Исто како што автопатското решение Битола-Прилеп е еден од клучните проекти кој што бил запоставуван со генерации и со години, а за кој што сега е донесен закон и започнува неговата постапка за реализација, така сметам дека и гасификацијата е исто толку битна за Битола и битолчани треба да знаат дека до крајот на годината се бира компанија за спроведување на секундарната мрежа во Битола. Никој друг нема право и не може да ветува проекти кои што веќе постапките за нив се завршуваат и кои што започнуваат веќе во реализација. Но истото тоа не било направено повеќе од 2 или 3 децении. Го зачувавме овде во Битола и културното наследство и го реновиравме офицерскиот дом токму преку програмите на македонската влада. Ова е символот на Битола, истиот дом кој што ВМРО ДПМН без тронка совест сака да го продадат за 900.000 евра. Тоа битолчани не го дозволија, заради тоа што културното наследство не е на продажба и не е нечија лична имовина. Ова е вистинска грижа за граѓаните и за приоритетите и за проектите преку кои што Битола навистина треба да го добие своето внимание и тоа што не било направено, ке повторам, 20 или 30 години, сега кога сме на вистинскиот пат, кога се завршуваат постапките и започнуваат реализациите на овие крупни капитални проекти, Битола сметам дека треба да ја даде поддршката на вистинската страна.
да не се враќаме назад, туку да чекориме напред. Ве уверувам дека Кондовски ќе продолжи со овој тренд, ќе продолжи засилено да реализира инвестиции за граѓаните, кои се нашиот мотив и патока за идните мерки и политики за развојот на оваа најголема македонска општина. Развојот во Битола ќе продолжи со модернизација на трите влеза, изработка на ГУП, генералниот урбанистички план, пробивање на подземна сообраќајница и подземна гаража во центарот, реконструкција и изградба на улиците, индустријски пат, изградба на модерен спортски центар и уште многу други проекти и приоритети кои што се од значење за секојдневниот живот на граѓаните. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ги слуша граѓаните, се коригира и постапува. Ние сме партнер на граѓаните, ние сме на иста страна со граѓаните. Ги слушаме потребите на секој граѓанин, на бизнис секторот, на невладиниот сектор и на граѓанскиот сектор. Додека ВМРО-ДПМН се обединува само со радикалните сили, ние се обединуваме со граѓаните и со сите прогресивни сили. И го покажуваме тоа. Ја покажуваме на дело нашата грижа за секој граѓанин, за секоја дејност. Ги зголемуваме платите со досега невидено динамично темпо од осамостојувањето на државата до денес. И тој тренд ќе продолжи. Ги враќаме парите ги граѓаните, на 36 милиони евра се вратени само преку проектот Мој ДДВ. Стапката на невработеност ја доведовме на историски ниско ниво, од 15,9%, а младинската невработеност исто така е на историски ниско рекордно ниво. Дали ова, почитувани битолчани, е доволно? Секако дека не е. Ама е двојно повеќе или многу пати повеќе од тоа што го остави ВМРО-ДПМН, а тоа се палмите, стиропорите, жалните врби и криминалните тендери. Да не дозволиме опозицијата да го загрози овој тренд во економијата, во инфраструктурата, во напредокот. Со нивниот добро познат пристап, замрзнати ниски плати, фиктивни инвестиции и економија на режимот. Покажавме дека централната и локалната власт, кога работат со здружени сили и кога имаат иста цел, го нудат најдобро можниот резултат. ВМРО ги остави во долгови, ние ги помагаме и раздолжуваме општините и за 4 години се реализирани над 7000 проекти во општините на локално ниво. Ја вративме и ја враќаме правдата. Има ли еден функционер, е прашањето, во овие 11 години на режимот, што тогаш бил под обвинение, осудуван или осуден? Нема ниту еден, и не само што нема, туку беа недопирливи. Никој не смееше името да им го спомне. Денес нема недопирливи. Денес актуелни функционери се под истрага, денес обвинителствата влегуваат во институциите, во владата, ги собираат документите, истражуваат транспарентно и отвараат постапки. И ова е клучната разлика помеѓу оваа наша генерација на луѓе во политиката кои што се борат за правда, за тоа да нема недопирливи и да нема неказливост и да има одговорност, и оние кои што се денеска и лицето на ВМРО-ДПМН и лицето на режимот, а и се кандидати овде во Битола. СДСМ заедно со граѓаните ја донесе и слободата. Сетете се дали познавате некој во последните 4 години кој бил репресиран или спектакуларно апсен. Нема и нема да има, заради тоа што за тие вредности сме се избореле заедно. Како влада и да сме, ние не сме влада на теророт. И ќе продолжиме со уште позасилено темпо, со многу поголема ефикасност во вршењето на нашите обврски, во вршењето на службата кон граѓаните, со сериозни промени во односот и во испораката на услуги од страна на институциите, од функционерите, од администрацијата, до вас, до сите граѓани. Затоа, почитувани битолчани, Христо Кондовски е млад, народен, достапен човек, со кој Битола е во сигурни раце. Човек кој што има капацитет со предприемачкиот дух да ја води Битола напред, да ја развива, да ја отвори, да оди напред. Немаме време за импровизација. Вие битолчани, вашите деца заслужуваат да живеат и работат во град кој нуди просперитет. Затоа ја барам јас вашата поддршка за нашиот Христо, за вашиот Христо, за подобар живот и за конечно силен и динамичен развој на Битола. Во недела излезете и гласете. Остварете го своето и вашето право. Гласајте за нашата земја да продолжи да се нормализира, да се стабилизира и ништо и никогаш повеќе да не се врати назад во времето на изолација и во време на режим.
Изберете го најдоброто за вас и најдоброто за Битола сега. Во недела заокружете го бројот 12, само така ќе останеме на вистинскиот и на стратешкиот пат. Благодарам.